И денеска ќе читаме, би рекол, една од најважната парабола според Исус. Не во важност, ова е важна, ова е помалку важна, но ќе видиме зошто би рекол јас дека е најважната. Сега читаме од Матеј, 13 глава, 3 до 9 стих. Им говореше во многу параболи, велејќи, ете излезе сејач да сее, и кога сееше, едни зрна паднаа покрај патот. Долетаа птици ги исколваа. Други па паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја, и набрку проникнаа, зашто земјата не беше длабока. Но штом изгреа сонце, тие свенаа, бидејќи немаа корен, се исушија. Некои паднаа во трње, и израсна трњето и ги задуши. Други па паднаа на добра земја и дадоа добар плод. Едно 100, друго 60, трето 30. Кој има уши да слуша, нека чуе. И Матеј запишува дека едно 8-9 параболи поред Исус раскажува. Има една значајна транзиција во службата на Исус, која што малце подоцна ќе се осврнам, но тука Исус, Матеј ни покажува дека Исус почнува речиси еден период ексклузивно да поучува параболи. Сега, пред да зборуваме за тоа, ајде да зборуваме малце за оваа парабола. Како еден есепа македонски која сме пишувале, прво што не прашува, читаме приказна или книга, која е главна тема. Значи, што е главното нешто кое што ја води оваа приказна. Слободно може, не е реторичко прашање, може да сугерирате. Што е главната тема на оваа парабола? Почвата. Почвата е доста проминентна, добро, доста содржина. Како? Срцето. После тоа слушаме дека се објаснува почвата. Семето е исто така. Издржливост и верата. Може во толкување, во продолкување. Како се вика ова парабола? Параболата за сејачот. Параболата за сејачот. Јас би ја преименувал, нормално затоа што насловите во нашата Библија не се дел од Библијата, тие се додадени така да може да ги менувате без проблем. Другата содржина не ја чекајте. Ја би рекол ова е параболата за дарежливиот сејач. Зошто? Пред скоро 3 години, преска кажав на Тања и на господина Данеја, дека се пресели во Сопиште. И до нас има еден плац кој што е нива. И јас многу сакам да работам на нива и викам ќе го спремам сега на есен, се преселивме за на рана пролет, на доцна зима да насадиме нешто. И ми требаше помош, го викнав комшијата, викам слушај, сакам да насадам спањак, сакам да насадам ова. Може ли ми помогнеш како да насадам? Не знам како се сади спањак. Ми вика нема проблем. До кај сакаш? И му кажам една замислена линија. Викам до онде. И вика како би го направил ти, како би го расадил? Па викам еве јас, викам вака земам и фрлам семе и паѓа тоа све на куп на едно место. Вика не вака, не вика тоа, вика ќе се загуши самото, знаеш, многу ќе израсна на едно место, па нема да станат големи. Викам ај покажи ми па посем јас. И човекот зима во тоа торбичката семе и го фрла со таква елеганција и грациозност, значи буквално таа замислена линија си паѓа си потполнува секој местенце. И го гледам човекот и дека го гледам колку прецизно се е, подоцна почнав да размислам на оваа парабола. Дека овој сејач, за кој што Исус зборува, живее во едно време во античката аграрна средина на Израел, каде што семето не е комодитет како што ние денеска го имаме. Јас отидов во земјоделска аптека за 200 денара купив семе, кој што ќе ми трае мене 3 години. Во време кај што немаш индустриско семе, во време кај што немаш ГМО и така натаму, семето што го имаше е доста значајно затоа што за да го добиеш треба да исушиш одреден плод, да не го конзумираш, спањака да не го обереш на пример, за тој да направи семки. За после тие семки да ги зачуваш, па некои од нив ќе скапат, некои од нив ќе се добри, некои од нив ќе се ситни, за нешто да остане за повторно да наставиш наредната година. И овој сејач со такви во време на лимитирани ресурси се навидум несмасно. Фрла семе на место каде што знае дека нема да даде плод. Фрла семе на пат. Фрла семе на камена почва. Фрла семе во веќе зараснати делови на нивата, каде што има трња. И знаете, ако земеме стрикно земјоделски, тогаш овој сејач е неу како мене или е несмасен како мене. Но очигледно Исус не сака тоа да го пренесе. Исус сака да ни пренесе на слика за Бог, дека е дарежлив сејач. Дека иако знае дел од ова семе нема да даде веднаш плод,
нема да не го дадам. Сепак ќе инвестирам. Сепак ќе дадам на тоа место. И ова нас ни дава една различна слика за Бог. А тоа е дека Он, како вели Исус, постојано работи, постојано доаѓа, постојано се дава себе си. И сега, знаете, би сакал да кажам можеби две чести погрешни претпоставки што ги имаме за оваа парабола. А тоа едната од нив е дека параболите на некој начин имаат мораме да знаеме дека параболите имаат лимит. Една приказна раскажува нешто и има лимит до каде може да ни даде некоја слика. Има еден интересен филм со Вил Фарел и Мет Уолберг. Не знам како се викаше филмот, детективи се они нешто, и има една сцена кај што они се караат нешто. И он му вика, абе јас сум вика како лав, вика ќе ти изедам, ти си една туна, вика риба, ништо обично. И овој други взима се таа слика за туна, почнува да гради една цела приказна. Па ние туните имаме посебна инструменти, ние имаме опрема за нуркање, овој го слуша, вика што збориш, ова беше една реченица, обична слика. И знаете, некогаш од параболите ние знаеме да извлекуваме поенти кои што можеби ги немаат таму. Поентата овде што сакам да кажам дека не постои, кој што често ја земаме, е дека овие почви за кои што Исус зборува се моментална состојба на луѓе, моментална состојба. Она што не смееме да го направиме е да ги гледаме овие слики фаталистички. Ако некоја лоша почва, не значи дека секојаш ќе остане лоша почва. Ако јас во овој момент сум неприемчив, ако во овој момент ме гушат грижи и не го приемам солта, не значи дека секојаш е така. Но Бог знае дека и во моментот е така, но не престанува да дава. Не престанува да се излева. И тоа би било интересно да рефлектираме во однос на неговата природа, како тоа се пренесува во нашиот живот. Знаете, како ние постапуваме со луѓе, кои што можеби во моментов не се баш најлесна почва. Луѓе кои што нас не се дадени во нашиот живот, дали се наше семејство, или се наши пријатели, или некој кој што можеби го менторираме, или некој едноставно кој што е во наша периферија со кој што работиме, можеби кој што е тешко се досегнуваме до тој човек. Тешка почва, тврда почва. Дали ние викаме оваа работа не бива? И дали Бог така постапува кон нас? Втората работа што ви сакал да спомнам за параболата, која што често имаме погрешна претпоставка, е дека ова парабола ексклузивно има значење за луѓе кои што првпат го слушаат евангелието. Луѓе најчесто така ја гледаат. Па да, ова е Исус е сејачот, он го навестил евангелието, некои го примаат, некои не го примаат точно. Апсолутно има такво значење, тоа е можеби првото значење, но ова не е ексклузивното значење на оваа парабола. Ова приказна ни кажува како Бог работи постојано. Како Бог се досегнува до луѓе постојано, до нас, до некој што веруваме во Него, до некој што го следиме. Дека и ние во нашиот живот имаме моменти на отапеност, зарем не? Моменти каде што нас не гушат грижи, не? Само мене? Моменти каде што нас ни е паметот негде на друго место и доаѓаат птици и го зимаат тоа што ни е дадено веднаш. Ова е слика за како Бог постојано работи. Е сега. Главната работа што сакам да ја запомниме е дека ова е слика за еден многу дарежлив сејач. Сега, Исус ова го интересно го зборува во Матеј 13 глава. И знаете, евангелијата си имаат многу интересен дизајн. Јас порано мислам дека евангелијата кога ги читаме, раѓањето на Исус, поучување, служба, исцеление, изгонување демони, крст и воскресение. И тоа нешто средина да потполни, да се случува нешто. Но далеко од тоа, евангелистите во нивната брилијантност и подчинетост на Светиот Дух многу вешто ги креираат овие списи. Што сакам да кажам со тоа? Дека самиот дизајн, како ни ги даваат приказните, имаат приказна само во себе. Минатиот пат зборов за параболата на загубениот син. Но ако се сеќавате, можеби не се сеќавате, таа парабола има 3 параболи заедно се. За загубената овца, загубената паричка, загубениот син. И она што обидов да го погледнеме заедно е дека тие 3, иако одделно можеме да ги читаме, дизајнирани се да функционираат и заедно. Дека во едната има една поента, во другата друга поента и во третата има кулминација. Тука на таков начин Матеј нас ни кажува
дека Исус наеднаш прави еден целосен шифт во неговиот формат на поучување. Не е ова првата парабола со која што Исус ја поучува, но како што кажав преска, тој наеднаш речиси ексклузивно почнува да поучува со параболи. И дури учениците негови, следствено веднаш после тоа, во 11 стих му велат: зошто поучуваш со параболи? Они се наеднаш изненадени. Зошто сега инсистираш на вакво нешто? До сега проповед на гората сме слушале ова поучување за бракот, за ова, за она. Сега наеднаш приказни. Зошто? И ние не ги разбираме. И се сеќавате што Исус им вели на нив? Како не ја разбирате оваа парабола? Ако не ја разберете оваа парабола, што следи? Како ќе ги разберете сите останати? Нема да ги разберете сите останати. Нема да ги разберете. И затоа велам дека ова е најважна, затоа што Исус вели дека оваа приказна дава увид во сите останати параболи. Како Бог действува? Зошто Исус наеднаш менува формат на поучување? Веќе некој време Исус трае неговата служба, доволно време за да примети дека неговото навестување на Евангелието и неговото поучување дава два различни ефекти. Некои луѓе ги доближува до Бог. Вели, од кога се навестува Царството Небесно, насилници доаѓаат и го земаат на сила. Некои луѓе едва чекаат да се сретнат со Бог преку Исус. Доаѓаат, барат помош од Него, го примаат неговото поучување, го следат Него, веруваат во Него, со нивните лимитирани разбирања, што е да, со нивните несовршени морални животи, се уште под знак прашање за некои луѓе, но сепак некои од нив реагираат многу позитивно на тоа што Исус го поучува. Но има една друга група на луѓе. А тоа се луѓе кои што поучувањето на Исус ги одвлекува, ги оддалечува од Бог. Дали сте приметиле? Има луѓе кои што кога Исус поучува, те уште повеќе прават непријател од Него. Во 12 глава, пред да ги читаме параболите, на средина главата, Исус има една сериозна препрека со фарисеите. Те го обвинуваат практично дека тој соработувал со сатаната. Вели тој исцелувал преку Белзебул. И сега ако земеме предвид, замислете го тој амбиент. Исус поучува експлицитно, јасно, нема ништо криптично во неговата порака, некои ја прифаќаат, некои не ја прифаќаат. Но има многу луѓе. Има мноштво луѓе и тоа се многу различни луѓе. И многумина од нив се во различни позиции во однос на Исус и во однос на Евангелието. Што значи тоа? Некои се негови ученици, некои веќе го следат. Некои веќе ја прифатиле неговата порака и сега само се изградуваат уште повеќе тоа што Исус го поучува. Други дошле во очен. Дошле, им треба помош, им треба исцеление, слушнале овој човек прави чуда, дојде да побарам помош. Но најнаш дека барат помош, слушаат порака која што ги допира и ги ослободува и примаат нешто можеби поголемо од исцелението кој што им требало во нивното тело. И такви луѓе преку тоа поучување стануваат се поблиски до Него. Други пак дошле чисто љубопитни, слушнале, се случува нешто. Трети дошле љубопитни, па можеби малку скептични. И така натаму, и знаете, има градација. Некои дошле целосно скептични, да се пети, како што кажавме, дошле да се расправаат, да се препираат со Исус. И сега во овој амбиент каде што он е конфронтиран од фарисеите, фокусот на неговото поучување се менува на расправи. И оние кои што слушаат сега, едните уште повеќе се оддалечуваат од Бог, а другите наеднаш се дефокусирани на тоа што Исус го поучува и сега Исус треба да се правда. И имено Исус почна да поучува со параболи. И учениците го прашуваат: зошто толку често поучуваш со параболи? Зошто почна толку тоа да го правиш? И тој им вели: вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не. И потоа, со други зборови, вас ви дам со жвака на храна, вас ви објаснувам, они ги треба малку да поработат. И понатаму, и вели сега за оние кои што го слушаат, или барем за дел од оние кои што го слушаат. На нив се исполнува проштото на Исаја, велејќи: со уши ќе чуете и нема да разберете. Со очи ќе видите и со очи ќе гледате и нема да видите. Срцето на овие луѓе закоравело, со ушите тешко слушаат и ги затвориле очите своји, за да не би виделе со очите своји и со ушите да чујат, со срцето да разберат, па да се покајат и да ги исцелат.
На некои луѓе ова им звучи како да Исус селектирира одредени луѓе да не го разберат. Дали на вас ви звучи така? Дека Исус вика, некои не сакам да ме разберат. Не, напротив. Напротив. Знаете што прави Исус овде? Им дозволува на луѓе да го добијат она што го сакаат. Не ги присилува. И доколку тој продолжи да поучува отворено и експлицитно, тие уште повеќе би се закоравиле према Бог. Вака, со приказните, тој прави една форма на селекција. Ако навистина има љубопитност во твоето срце, ова приказна ќе остане да работи во тебе, затоа што приказните има таква потентност да тие работат во нас, како што зборувавме за параболата за загубениот син. Тие остануваат. Знаете кога ќе отидете да гледате некој добар филм во кино или ако гледате дома, сте го завршил филмот, ама вие мислите некој време на него. Има такви филмови кои што можеби и недела дена ви остануваат. Или некоја песна која што има, можеби која што и музиката е добра, но и текстот многу ви се допаѓа, ќе престанете да слушате, таа уште останува да работи во вас, уште е таму. И на таков начин Исус ги дизајнира овие приказни за оние кои што се закоравиле, да не продолжат да се закаруваат уште повеќе, а оние кои што се на пат да го дознаат, да го бараат. Што значи ова? Чекај сега, од каде е оваа работа? Што е таа почва? Разбирам како функционира семе, ама што значи тоа? И знаете, овој цитат од Исаја во описот на делот луѓето кои што го слушаат дека гледаат, а не може да видат, слушаат, слушите, а не може да чујат, е практично цитат кој што сите евангелисти го цитираат дека Исус го кажува. Но и самиот Исаја ја позајмува оваа слика, овој текст од псалмите. Ако некој од вас му е познат псалм 115, од 3 до 8 стих, вака вели псалмот, слушайте во ова. Нашиот Бог е горе на небесата, прави се што сака, а идолите на незнабошите се сребро и злато и дело на човечките раце. Следно, усти имаат, не зборуваат, очи имаат, но не гледаат, уши имаат, но не слушаат, ноздри имаат, но не мирисаат, раци имаат, но не може да пипнат, нози имаат, но не може да одат. И сега пасите во ова. Тие глас не пуштат од грлото свое и слични на нив се оние што ги прават и оние кои што својата надеж ја полагаат во нив. Оваа слика на човек кој што ги има сите сетила во функционалност и перцепира се околу него, освен Бог, е слика за човек кој што следи идоли. Знаете, фарисеите сигурно ако чуле ова, уште толку ги разгневило. Каде сега ти нас со незнабожци не споредуваш, со идолопоклонници, дизајнери на богови? Но ова е сликата која што Исус ја извлекува од писмото. Дека овие луѓе со нивниот пат, кој што решиле срцето свое да го положат на друго место, дури и несвесно, ја не верувам дека фарисеј некојаш ќе ти каже тебе да ја идоли, уживам во идоли, обожавам идоли. Не, никад нема да го каже тоа. Но несвесно, нивното срце било наклонето кон нешто друго освен Бог. И нивните капацитети за восприемање на Бог што прави, во нивниот живот, не подалеку, биле сведени на речиси нула. На глувост, на немост, на слепост. Целосно одлепени, одсечени од Бог. А сликата која што Исус ја дава за Бог во оваа парабола е дека денежливиот сејач сее, кај секој оди. И понатаму во Евангелието кога поучува дава слика за неговиот отец дека е постојано активен. Мојот отец постојано работи. Мојот отец постојано работи. И дури дава очекување на оние што го слушаат дека ние треба сме свесни што прави. Дека е многу лесно. Сеќавате во едно време што им вика на мешана публика исто на неговите ученици на фарисеите, како велите, гледате облаци и викате, ќе врне. Или гледате сонце пука, нема облак, велите суша ќе биде. Значи вика, вие тоа може, значи времето може да го погодите, кој што е доста лесна вештина, мислам дека лесно знаеме да процениме како ќе биде времето, вика, а не може да процените во какво време живеете. Не може да процените што Бог прави во ваше време. Може да процените природни текови, не може да процените како да е тоа полесно. Јас го читам и викам, па не е полесно.
Но може би не е полесно зашто не сум навикнат. Може би не е полесно зашто што не обрнувам внимание на Бог. Може би е нешто кое што можам да растам. Нешто кое што можам да научам. Може би е нешто што со текот на времето станува интуитивно, каде што можеш лесно да го согледаш. Како на пример, со што да ја споредам оваа генерација? Со што да го споредам овој род? Вие сте како деца на пазарите. Пазарите се место на занимавање, на ентертејмент. Одиш таму музика, има се продаваат работи, панагюр. Не се како денес одиш само купуваш нешто зеленчиче, овош и бегаш дома. Тоа се место на вести, новости, ги сретаваш сите луѓе на едно место. И вика, ова се луѓе кои што на тој заеднички живот, што го имаат споен, и економски и искуствен, и вика, ви свиревме тажни песни, не жалите. Ви свиревме радосни песни, не се радувате. Гледате, повторно ја дава таа слика дека таа интуитивност дека Бог прави нешто. Или на учениците него подигнете ги вашите очи, видете, жртвата е спремна за жнење. Исус ни дава една слика за еден Бог кој што е многу активен во нашата средина. И мене ми е некогаш ова ме конфронтира, ми е тешко затоа што ја викам, Господи, јас сакам да видам што правиш ти. Ако ти си активен, јас сакам да знам што е тоа, да се вклучам во тоа. Не да си водам некој мој проектче на страна и викам, ај сега ти дој со мене. Ај дој ти кај мене, помогни ми ова да го завршам. Јас сакам да бидам партиципант од тоа што ти го правиш во твоето царство. И сликата е дека тој постојано работи. Но јас треба да се адаптирам. Јас треба да го насочам моето внимание. Сега, некој од вас спомна дека една од главните теми е почвата, срцето. Исус тоа понатаму го објаснува. Семето. И тој вели, сејачот сее, семето е зборот, словото. Почвата е срцето на луѓето. И ни се дадени 4 типа на почви. И знаете, сите овие 4 типа на почви има нешто кое што е во, како се вика, во надпревар со семето, освен кај една. И ако веќе рековме дека семето, односно почвата е срцето, јас би ви предложил еден друг синоним за срце. Имам еден пријател од Грција, Даниел Напиер, некој од вас може го знаете, еден одличен теолог, напише една книга која што меѓу другото зборува и за оваа парабола, и тој вели срцето, идеален современ синоним за срце е внимание. Пробајте го тоа некогаш, кога читате Библијата, заменете го зборот срце со внимание. Каде што е вашето внимание, таму ќе биде и вашето богатство. Што ќе го окупира твојот живот, во твојата свесност, тоа ќе биде и она кој што ќе биде од најголемо значење за тебе. Некојаш тоа не се баш пријатни работи. Некојаш се тешки работи, некојаш се грижи. И таквите грижи потиснуваат било каква друга содржина која што е добра. Што е Исус тука дека имаше веќе трње, имаше веќе содржина која што ја потиснуваше другата содржина која што Бог ја даде. За некој од нас е недоволно внимание, кратко внимание. И јас мислам дека ако сме уникатни во нешто по однос на искуство од раната црква, е тоа што ние сме во далеку посериозна битка за нашето внимание од било кога претходно. Овие нешта, нашите телефони, се околу нас е дизајнирано да го одвлекува нашето внимание. И инертноста во животниот стил кој што ние имаме е инертност која што по дефолт го одвлекува нашето внимание од Бог. И затоа Павле вели, мислам дека во Филипијаните беше, искупувајте го времето, во нашите преводи пишува исползувајте го, но точно преводот е искупувајте го. Знаете што треба да искупиш? Нешто што е загубено, нешто што е заровено. Искупувајте го вашето време, искупувајте го времето, зашто дните се зли. Тоа значи дека овој свет има еден дизајн, не под некоја конспиративност, чисто по природа. Нешта по природа се дизајнирани да не одвлекуваат од Бог. И инертноста на животот, како што ние го живееме, без свесно да одредиме како ќе изгледа нашето време, е дизајн кој што го одвлекува нашето внимание од Бог. Мислам дека сите го знаеме тоа, јас го знам тоа во мојот живот, дека таа
плитка почва, каде што сега го има, нешто ќе дојде во мојот живот, некаква идеја, некаква содржина и сега нешто друго ми текнало, чекај сега вамо, па тоа што беше преска, што мислев нешто беше интересно, ај ќе ми текне. Ќе ти текне. Па четврто дошло, па пето, па чекај скролам на телефонот, па ево, па јави се, па чекај имејлот, пиши вамо таму и на крај шешардисани. Исус вели дека нашето внимание е почвата каде што Бог работи. И пазите сега што е интересно во ова. Малку од нашето внимание кон Бог дава неверојатно многу плод. Неверојатно многу плод. Со консистентност, нормално, не еднократно. И јас стално велам многиот случаи. Ако сакаш да растеш во молитвениот живот, прати колку често се молиш. Се молам еднаш на ден 5 минути. Значи нареднава недела пробај 7 минути да се молиш. Па 7 минути, што се 7 минути? Пробај 7 минути моли се. Значи не 20, 7 минути моли се. Наредна недела пробај 9 минути моли се. Ама што тоа нема врска? Само пробај така. Малку по малку зголемувај го твоето внимание кон Бог. Континуирано, тоа е клучниот збор, е континуирано. Коренот овде за кој што зборува нефатија корен е една интересна слика која што во рабинската традиција, кога рабините дискутирале за доблести кај Божиот народ, како некој е трпелив, како нели тоа ги викале плодови. Плодот е особините на нашиот карактер, нели како што знаеме и од поучувањето на Исус. Но што е коренот велат? Коренот се практиките во нашето секојдневие кои што способуваат таков плод да се роди во нашиот живот. Со други зборови, ако јас сакам да имам трпение, ако јас сакам да имам помалку гнев, да бидам потрпелив, ако јас сакам да бидам помалку импулсивен човек, сакам да бидам попријатен во присуството на други луѓе, јас треба да најдам практика која што мене ќе ми помогне редовно да правам нешто по индиректност за да станам таков човек. Измамата која што ние живееме како христијани ја викаме just try harder. Пробај само малце подобро. Прошли пат избумна, пробај наредниот пат да не избумнеш. Знаете, ако прават во НАСА ракета и замислите прават 15 години град некоја ракета за да пратат на месечината и им експлодира на полетување. И сега замислите они речат пробај само подобро нареден пат. Не, ќе седнат да направат една добра анализа. Чекај, како да работиме грешка, како да направиме нешто подобро. И ако јас сакам да станам човек во ликот на Христос, постојано да постанам како него, да дадам плод, тогаш потребен ми е корен, потребни се практики во мојот живот кои што ќе култивираат таков плод. Црквата ги вика духовни дисциплини. Наречете ги како сакате, не е битно. И сега нашето внимание станува главна битка за каков плод ќе се роди во нашиот живот. И ние кога читаме сега Исус вика кај некој ќе даде 100, кај некој 60, кај некој 30. И ние викаме многу, средно, малку. Некој ќе даде малку плод, некој ќе даде средно плод, некој ќе даде многу плод. Тоа не е уште поентата. Знаете што слушаат луѓето кои што Исус проповеда? Некој ќе даде неверојатно многу плод, некој ќе даде незамисливо многу плод, некој ќе даде научна фантастика плод. Знаете зошто? Затоа што реалното очекување на мултипликација на плод од едно семе е да добиеш од 6 до 10 семења во најдобар случај. Од едно да добиеш 6 до 10. 30 е неверојатно многу. 2 пати повеќе од она што они го замислуваат во најдобар можен случај. 60 е веќе вау, од каде ова? 100 е научна фантастика. Но што сака Исус да каже овде? Една слика која што ни ја дава е дека семето си има живот само во себе. Дека зборот што доаѓа во нас носи живот кој што е независен од нашиот живот. И вродува нешто. Приметувате дека нигде не пишува како да расте семето? Не кажува ништо за како да го култивираш ова семе? Само да го примиш на добро место. Само да направиш простор. Действувањето потоа е негова работа. Исходот, плодот е Божја работа, тоа не е твоја работа. Тој дел не зависи од тебе. Тој дел е чисто Божја интервенција. И 30 минималното е 2 пати повеќе од што ти сам со себе можеш да направиш.
И тоа е неговата благодат. Неговата благодат, всушност, е Божјата интервенција во нашиот живот за нешто кое што не може да го направиме сами. Кај што он асистира, кај што он интервенира. И во овој случај во однос на плодот, он прави и најмалиот влог во Царството Небесно да биде изобилно многу. Исус им вели, ова е тајната на Царството Небесно. Внимавај, многу селективно, што ќе го окупира твоето внимание. На неговите ученици претходно им вели пред параболата, внимавај, во Марко, истата парабола, внимавајте што слушате. Внимавајте што слушате, внимавајте што влегува во вас. Бидете будни, бидете трезвени. Знам дека е многу нормално во наша доба многу нешта да влегуваат во нас. Радио, телевизија, компјутери, телефони, постојано нешто влегува во нас. Внимавајте што слушате. Она што го окупира твоето внимание ќе биде содржината на твојот живот. Или ако повторно ја смениме овој збор срце со внимание, внимавај, варди го твоето внимание, затоа што од него извира содржината на животот. Внимавај на твоето срце, зашто од него извира содржината на животот. И тајната на Царството Небесно е токму тоа. Што дозволуваме да влезе во нашиот живот. За крај, сакам многу практичен да бидам. Како можеме да бидеме внимателни по ова прашање? Што можеме ние да направиме? Најпрво, би ви рекол една тешка сугестија. Најдете двајца партнери, пријатели кои што ќе бидат луѓе на одговорност. Што значи тоа? Еднаш неделно, еднаш на две недели, колку често, мислам дека не повеќе од 2 недели, споделувате колку време поминувате на интернет. Имате апликации кои што пратат некој вика не. Засрамувачки некојаш. Јас кога имам направено, викам зарам. А знам дека за многу добри работи поминувам време, повеќето од времето слушам подкасти, проповеди, славење, што и да е. Сепак, каде е просторот да Бог директно ми зборува на мене? Или мене постојано ми треба некој медиум, постојано ми треба некој друг да ми зборува за јас да го чујам Бог. Мартин Лутер Кинг вели дека пресудната ноќ за она граѓанско движење, за она civil right movement што е во Америка, за правата на црнците. Вика дека клучен момент е една вечер во која што тој веќе бил уапсен, па бил пуштен, го тормозат, го бркале луѓе со кола, му ги скршиле прозорите вечер домањон, доаѓа домањон, не може да спие. Он е травматизиран, вика, јас вика не знам дали сакам ова да го правам, он веќе е активен и почнува и полиција и од страна луѓе да му прават сопки и вика ја не знам овој стрес дали можам да го носам. И вика јас седам, вика вечерта, му го скршил некој прозорец со цигла, вика седам, не можам да заспиам под стрес и вика доаѓа седе, вика саат време во тишина. Најнаш вика тиво глас ми вели многу јасно, не се откажувај. Не се откажувај. И знаете што, еден пријател што вика, ја раскажува случај, вика, замисли Мартин Лутер Кинг да има телефон. Дали ќе го чува тој глас? Дали ќе го чува тој момент? Каде што Бог го охрабрува. А сејачот постојано сејачот постојано зборува. И постојано дел од таа содржина негде паѓа на неплодна почва. Ајде направиме начин. Ајде да го дизајнираме нашиот живот. Знаете, тоа не бара ние да станеме монаси и монахини. Не бара од нас половина од денот да го поминеме во молитва и читање Библија. Бара намерно дизајнирано време во кој што ние ќе го насочиме нашето внимание кон Бог. Начин на кој што тоа може да расте постојано и да се култивира до степен до кој што некогаш можеби ќе речеме вау, имаше време кога многу далеку сум сега од таму. Многу далеку сум од таму. Едно нешто кое што можеме да направиме е да бидеме искрени едни со други, да речеме еве го мојот телефон. Еве колку време поминам на интернет. Сакам да го преполовам ова. Дали може да слушаме секој ден и ме прашаш
дали го надмина лимитот денес. Што е да е вашата, некој од вас можеби воопшто ова не ви е бреме. Можеби бреме ви е знаеш ја на телефон не е битно, јас сум окупиран со проблеми, имам кредити, еден куп, деца ми прават еден куп заврзлами. Што е да е вашата содржина, оно што го обзема вашето внимание, да најдете начин да го пренасочувате кон Бог. И верувам дека на таков начин нашето срце ќе се култивира да стане плодна почва, се поплодна. И дека секое семе паднато на нас ќе дава 30, 60, 100. Со Божја помош нека биде тоа така. Амин. Амин. Да се помолиме заедно. Ти благодариме, Господе, што Ти си, Господе, навистина дарежлив со нас, Боже мој. И Твоето присуство е постојано околу нас, Господе. Ти со нас дури и живееш во нас. Ти сакаш, Господе, постојано да се досегнуваш до нас. Фала Ти за тоа, Господе. Помогни да станеме, Господе, свесни за Твоето дејствување. Да растеме, Господе, во тоа, Господе, да можеме да се огледаме Тебе. Да Те чуеме, да Те видиме, да разбереме. Помогни ни, Душе Свети, Господе, во оваа доба, Господе, на надпревари за нашето внимание, Господе. Толку нешта кои што се борат да не окупираат. Господе, Ти дојдеш во нас, Господе, и да го мекнуваш нашето срце, да го насочуваш нашето внимание се повеќе према Тебе. Молам сега, Господе, секој ден од нас навистина да ни дадеш пат, Господе, да ни покажеш како навистина да ги редизајнираме нашите животи, Господе. Каде што се повеќе од нашето внимание ќе биде окупирано од Тебе. Макар и за време на други активности, додека работиме, додека служиме, додека правиме што и да е друго, Господе, дека бидеме свесни за Тебе. Помогни ни на ова, Господе. Во името на Исус заедно се молиме. Амин. Амин.